Димитар Ковачевски призна дека се сретнал со израелскиот пиар стратег Асаф Ейсин, за кој председателскиот кандидат го издаде дека бил консултант на СДСМ. Одговорот беше изнуден од екс-премиерот, откако неколку пати Алфа го поставуваше истото прашање, по инсистирање да каже колку пати се сретнал со медиумскиот гуру. Ковачевски призна дека имало средба. Па да, истиот одговор ќе ви го дадам и колку пати да ме прашате. Си имам сретнато и со него и со дузина други на маркетинг експерти кои што ги нудат своите услуги. Од договорите кои што се подпишани и од извештаите кои што секоја политичка партија има обврска да ги поднесува до ревизорските институции во државата, согласно Законот за политички партии и согласно со Законот за избори. И на крајот ќе можете да видите кој работел во кампањата. Оваа изјава на Ковачевски доаѓа после месец дена избегнување да ја каже вистината. Откако опозицијата објави дека незаконски ангажирале странски стратег за предизборните кампањи, од кабинетот на Стево Пендаровски признаа дека тој имал средба со Ейсин, ама таа средба ја организирале социјалдемократите, каде бил ангажиран како консултант. Овие информации Димитар Ковачевски пред еден месец ги отфрли како неточни, но никогаш до сега немаше кажано дали се сретнал или не. Е консултант на СДСМ, бидејќи така одговорија од кабинетот на Пендаровски. Зашто се консултира? Не знам што одговориле од кабинетот на Пендаровски, меѓутоа ви кажувам кој ги работи моите кампањи, кој комуницира со сите вас, така да немам ја таков консултант. Ја имам консултант кој што се вика Александар. Предходно и Пендаровски призна дека израелецот бил кај негово кабинет и му ја понудил програмата за предизборна кампања, но тој го пратил кај тие што го поддржувале. Израелскиот медиумски гуру и неговата вклученост во кампањата на Стево Пендаровски и СДСМ веќе е под лупа на обвинителите, а реакција се очекува и од антикорупцијска. Опозицијата подолго време предупредува дека Асаф Ейсин наводно бил ангажиран на црно и прашува дали неговите скапи хонорари биле платени со испумпани пари од државните електрани преку сомнителни тендери, пред се со Марковски компани, фирма во собственост на белорускиот почесен конзул која важи за исклучително блиска до СДСМ. Ако израелецот работи како што предупредува ВМРО ДПМН на црно и е плаќан со државни провизии под маса, тоа секако нема да се види во финансиските извештаи за кои зборува Димитар Ковачевски.